Во програмата во која што граѓаните дадоа голема доверба, цитирам, стои промена на централното, детален урбанистички план на централното градско јадро и старата чаршија. Значи, ние го донесовме, во постапка помина анкетата за старата градска чаршија, тој дел, значи спрема црквата и овој дел кај што е до музеот, сега одиме со втората фаза, а втората фаза е промена на централното градско јадро. Една од стручните служби рече, овде 40 години ништо не се менува. Така е. Можете ли вие вака да замислите сега? Дека еден град кој што бил 5000 и 7000 жители, чиј што центар бил креиран за 5000 и 7000 жители, ме сваќате сега сакам да ви кажам, и сега е 15.000 жители, над 15.000 жители, дека потребите на градот и реалните состојби со промената на урбанистички планови дека треба да останат од пред 20 или 30 години. Мислам, нонсенс. Тогаш сите заговорници на таква теза живеат во минатото и не сваќаат дека и днината е во оној кој што гледа како се движи таа и во кој правец ќе оди и како се креираат работите. Значи ќе бидам директен, јас секогаш сум тако. Ние одиме со промена на централното градско јадро, меѓутоа со предлог промени, кои што ги ставаме на јавна анкета и граѓаните дебатираат. Конкретно, ако ме прашувате за тоа дали стамбени згради ќе има, ќе ви кажам, ќе има една стамбена зграда, се наоѓа зад градскиот стадион, зад детската градинка Рахилка Гонева, тоа ќе биде 5+4 плюс подкровје, некаде околу 35 стана во таа зграда ќе има, да, за домување, со партерно уредување, со паркинзи, средено, значи, навистина добро направено. Ако ме прашувате за ова овде во центарот, централното градско подрачје, кое што од левата страна на плочникот, значи, повторно ќе речам, според генералниот урбанистички план, кој што е усвоен, па некој, да речам, пред 15-20 години, таму си стои деловни комплекси. Значи, многу убаво се пишува дека тој простор, и тогаш кога размислувале дека тоа треба да биде наменето, дали тој деловен комплекс во тоа време ќе бил за некоја општествена фирма, па да го изгради, можеби Телеком ќе сакал да прави друга зграда, можеби ќе сакал некоја друга компанија, разбирате ли, можеби ЗИК ќе бил силен па ќе направил зграда, можеби некоја приватна компанија ќе влегла, меѓутоа си стои, затоа што тој што планирал, знаел дека тој дел ќе биде наменет за таа намена. И ние само сакаме да ја реализираме одлуката од ГУП-от. Сега, друго е што почнуваат приказните. Приказните седна. Јас нема да навлегувам во шпекулации во приказни. Таму нема зграда, има прекрасен деловен комплекс. Имаме инвеститори од Скопје кои што најавуваат изградба на прекрасен деловен комплекс, да заличи нешто во центарот. Халк банка го направи стариот хотел, па го отвори ликот на... Се надевам дека сега стоковната кој ќе помине планот, кога ќе се смени метал, стакло и така натаму, ќе го отвори ликот и веќе нема да биде да живееме во ова сивило. Ако се сеќавате во Скопје, едне куп работи се изнакажа за Скопје 2014, па сега Скопје е најпосетуваниот град во Македонија, каде што има најголем број на туристи, многу убаво изгледа оваа зграда. Значи, ја не сум заробеник на тие што така заговараат. Ние исклучиво ќе го реализираме деталниот урбанистички план и генералниот урбанистички план и тоа што е предвидено таму. Нема ништо да се руши, ако треба нешто да се дислоцира, ќе се дислоцира каде што треба. Цистерните кои што се таму, две огромни цистерни кои што навистина сметаат и веќе во животна средина и опасност од други работи кои што треба да се изведат. Не сакам сега да почнам да ги вадам, затоа што инвеститорот кој ќе го прави тоа, кој што ќе го добие, ќе го вади, затоа што кога почнам да раскопувам сега, ќе речат, гледајте што се прави. Едноставно, од транспарентно одговор. Имаше една идеја од проектантите на централното градско подрачје над столбовите, значи само е идеја да имаме надградба на како мини ресторан со плексиглас во кој што оддолу ќе се шета, ќе се гледа, а горе ќе бидат младите и ќе се забавуваат. Му дадовме живост на старата сладкара на Пролет и тоа со една прекрасна содржина. Погледнете сега на Шоличи тоа, ако некој му одговара да биде така, нема проблем. Му дадовме содржина на ловниот дом, значи уште поголема надградба. Вие Свети Николе немате соби за ноќевање. На сите им доаѓаат гости, пред една недела имавме странци, знаете самите. Требаше да отидат да спијат во Штип.
Сам нонсенс за еден град од 18.000 жители. Значи, пазите, во централното градско подрачје исто така ќе дадеме содржина за изградба на сооблекувални за фудбалскиот клуб во Чеполе. Ќе го оплемениме градскиот стадион, треба да биде дел покрен, трибините да бидат санирани. Значи, и сите овие кои ќе ги погледнете содржини кои ќе се инкорпорираат, кои ќе се направат, ќе видите дека тоа е една идеална целина. Сега од друга страна, за оние, значи ако јас нема поголем поборник од мене за зеленилото и за животната средина, меѓутоа ние треба на вистински начин да ги фокусираме работите каде што треба да биде. Значи не може овој партизански да работи. Ако некој работел партизански се видело како во новиот градски парк, во Министерството за транспорт и врски имаме еден комплетен план пратен. Ја почнавме изградбата на црквата. Покрај црквата имаме комплекс од хотел со базен, имаме шеталишта, имаме тениско игралиште, значи имаме една цела содржина, ќе го поместиме споменикот таму, ој што е тука, ќе му дадеме една душа на целокупниот парк, ќе направиме еден параклис таму кај што е Свети Илија, значи да се одбележи тоа кој ќе го осветлиме крстот, ќе ги средиме сите тие работи што се околу дрвата несредените, шеталиштето ќе биде до училиште со ракохвати за дечињата, ќе се санираат скалите, значи тоа е еден комплексен проект, меѓутоа не можеме да оставиме така, мора да се и ќе го едноставно ќе му дадеме живост на тој дел од градот. Значи ќе имаме еден парк и ќе имаме уште еден навистина опремен парк. И за душегрижниците, значи ние и понатаму ќе продолжиме со реализацијата на другите планови. Имаме промена, мислам дека заврши јавната анкета за промена на градскиот пазар. Исто прекрасен план. 14, значи морам да кажам дека 14 детални урбанистички планови се во постапка на изработка, значи во постапка на менување. Ако некој очекува дека Свети Николе ќе биде исто, едното исто, значи тогаш се лаже. Тоа е една од работите. Втора од работите, да се разберем, основната дејност на локалната самоуправа, основната дејност е менаџирањето со градежното земјиште и продажбата на градежното земјиште и возможување на сите учесници во тој процес да имаат одреден бенефит или да остварат одредена корист. Локалната самоуправа со продажбата на земјишто ќе санира одредени состојби, ќе може да изгради одредени патишта, ќе може да направи одредени патчиња и така натаму, значи да доврши одредени објекти. А другите бизнисмените ќе си го најдат на друг начин својот интерес. Тоа е основната компонента. Нам и не останува ништо друго освен да собираме приход од продажба на градежно земјиште и приход од комуналија. Значи, и токму на овие две работи сме посветени и се фокусираме работиме на овие проекти посветено и верувам дека јас денови ќе бидам гостин на вашата телевизија, можем и директно и отворено со граѓаните, за се стојам на располагање да дебатирам, меѓутоа со факти и аргументи. За мене фактот и аргументот не ми се допаѓа, не држи. Нема потребно се допаѓа некој, треба само законски да се реализира, а дали се допаѓа или не се допаѓа, постои друг механизам за тоа, значи можеш да кажеш дека ти се допаѓа некој друг или не се допаѓа, меѓутоа за некои работи не. Така да, знаете, ова се работи, бидејќи бев испровоциран од вашето прашање, па сакам да се дообјаснам, инаку реков во една дебатна емисија, кој сум спремен да учествувам, значи со вашите новинари, директно на прашања, да се одговара на ова и да игра системовија табуа. Јас секогаш ќе останам овде транспарентен и доследен на она што сум го ветил, дека за се изворно ќе се информира јавноста. Немам намера да кријам планови, немам потреба од такво нешто, значи јавноста мора да биде, меѓутоа доколку е во согласно со законот, доколку е спротивно со законот, ќе кажам, а не, ова не е во согласно со законот, тука застануваме и нема што да одиме понатаму. Значи, ако ги погледнете централните градски подрачја на градовите кои што плански се развиваат, тогаш ќе видите дека тоа што е работено плански, дека деловните комплекси никнуваат таму. Ако сака некој 1000 метри квадратни зелена површина, нема проблем. За 5 дена ќе биде објавен огласот за 57 плаца и за прв продаваме 25 плаца од 800 до 1200 метри квадратни зелена површина, ама кај него да ужива колку сака, значи да правиме реално разговор на теми кои што се издржани. За теми кои што не се издржани, значи нема што да кажам, мислам излишно е да се коментираат овие работи. Тоа е одговорот на моето прашање.